Деструктивната политика на владата на перфиден начин да се ослободи од вишокот администрација и други непроизводствени дејности веќе создава процеси во државата кои различно се одразуваат и доживуваат во јавноста. Од Министерството за труд велат дека секојдневно имало одлив на кадар од јавниот во приватниот сектор, пред се заради повисоки плати кај вторите. Притисокот го зголемува и фактор што животот станува се поскап, па речиси е неиздржливо да се опстане со наставничка, професорска, полициска или службеничка плата. Но дека ниту еден проблем не е сам по себе, зборува податокот дека вработените, особено помладите од приватниот сектор, во се поголем број заминуваат во странство. Поради тој факт, работодавачите се погласно бараат да увезат работници, главно ниско квалификувани, кои би работеле за плати соодветни на домашното стопанство. Во Кочани повремено се јавуваат случаи кога високообразовани кадри и со средна стручна спрема бегаат од релативно малата буџетска плата кон поголема во приватните компании, иако таквите можности се ограничени. Поединци ја напуштаат општинската администрација, откази си даваат полицајци, вработени во јавни предпријатија, па дури и од образовни и здравствени установи. И како во затворен круг, овој проблем го создава проблемот со немање кадар кој би ги пополнил испразнетите места, што дополнително ја усложнува целата ситуација.